Насловна страна на денешниот дневник. Струга ја подобрува патната инфраструктура и водоснабдувањето. Јавното предпријатие Градски гробишта се соочува со недостаток на гробни места. Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот спроведува превентивна акција во Охрид. Екоакција на чист Охрид. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот сончево и топло време со температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во Охрид максималната дневна температура 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде ведро и топло. Утре над западна и северозападна, како и во северна, североисточна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Врнежи од дожд локално и над Алпите. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево, ќе има појава на локална облачност и ќе биде топло. На северните делови од Балканот умерено облачно, нестабилно со можни врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 17 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник ни продолжува сончевото и надпросечно топло време за овој период од месец октомври. Ке дува слаб западен и северозападен ветер. Минималните температури од 4 до 12, максималните дневни утре во Македонија од 21 до 28 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник сончево и топло време со слаб северозападен ветер. Минималната температура 10, дневната 23 степени. Во среда сончево и топло време во нашиот град. Дневната температура 23 степени, а во четврток сончево со локална облачност. Максимална дневна температура од 20 степени. Во петок продолжува сончевото и топло време. Минималната температура 7 степени, а дневната 19 степени Целзиусови во Охрид. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Се реконструираат старите струшки сокаци.
Со овој зафат ќе се подобри патната инфраструктура, водоснабдувањето и достапноста до културно-историските локалитети. Јавноста со реакција, забавно и нестручно изведување на градежните работи со кои се нарушува автентичноста на старото градско јадро. Се реконструира старото градско јадро во Струга. Должината на 5 улици што се предмет на санација е скоро 600 метри, со околу 3600 метри квадратни. Со овој зафат значајно ќе се подобрат условите за одвивање на сообраќајот и за пешачење низ стариот дел на Струга. Воедно се очекува да се подобри и водоснабдувањето, бидејќи се поставува нова водоводна мрежа, како и достапноста до атрактивните локалитети за домашните и странските посетители. Ево еден од тие проекти е и старото јадро на градот, каде се прави нов водовод, значи сите азбестни цевки се отстрануваат, се прави канализација, се прави дождовна канализација, се прави осветлување, се прави цела инфраструктура надземна да оди подземно. Улиците 3 месеци се раскопани и непристапни. Јавноста реагира за бавно и нестручно изведување на градежните работи, со што се нарушува автентичноста на струшките сокаци. Градоначалникот вели ќе биде сочуван амбиенталниот лик. Ние стариот каменот сме го сочувале, истиот го средуваме и сличен на него додаваме. Се поплочува со дебел камен, од 15 сантини нагоре, во бетонска основа, со мрежа и така натака, што навистина веќе е атракција за градот, за туристи. Реконструкцијата е дел од проектот поддршка на регионалниот економски развој преку туризмот, културата и другите економски дејности, што го имплементира Центарот за развој на Југозападниот плански регион, одобрен од страна на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, а чини околу 18 милиони денари. Недостатокот на гробни места проблем за јавното предпријатие Градски гробишта. Предпријатието се соочува со потешкоти во извршувањето на својата примерна функција, велат охридските советници. Градоначалникот објаснува дека за годинава од буџетот не се предвидени средства за експроприација на земјиштето кое граничи со гробните парцели на предпријатието, а кочи и така наречената замена на земјиште кон која пристапи општината. Недостаток на гробни места е најголемиот проблем со кој се соочува јавното предпријатие Градски гробишта. Оваа тема беше посочена и на седницата на Совет посветена на советнички прашања. Проблемот е сериозен. Го спречува јавното предпријатие да извршува основната дејност за која што е формирано, посочи советничката Леона Кичеец. Дали во буџетот за 2023 година ќе се предвиди експроприација на парцелите кои што се граничат со површината на градските гробишта, или доколку таква експроприација веќе е завршена и се експроприирани парцели, дали јавното предпријатие би можело да стапи во владение, а подоцна и во собственост на истите. За годинава од буџетот не се предвидени и издвоени средства за експроприација на земјиште кое граничи со гробните парцели на предпријатието. Поради тоа, во 2 наврати се донесени одлуки за размена на земјиште кое граничи со гробните парцели на предпријатието, но и овој начин за решавање на проблемот со недостаток на гробни места оди бавно, вели градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Размената се изврши, меѓутоа понатаму се изјалови заради некои други причини технички, кај што не биле чисти тие парцели кои што се разменале, така да на нас останува да пронајдиме, односно не сами како институција, туку и урбанизмот заедно и сите тука заедничи треба поработиме таа работа, одлука на Совет да ја завршиме, која што е веќе отпочната пред 2 или 3 години и автоматски би добиле 2 парцели веќе, каде што ќе може да се јавното предпријатие ги врши своите дејности. Пецаков додаде дека во 2023 година ќе се предвидат средства за експроприација на онолку колку што е возможно, бидејќи пред нас е една пеколна зима. Доколку средства нема, ќе се продолжи со размена на земјиште се со цел јавното предпријатие Градски гробишта да продолжи да функционира непречено, вели Кирил Пецаков, градоначалник на општина Охрид. Нова екоакција за расчистување на јавни површини одржаа членовите на неформалната иницијатива Чист Охрид. 5 преполни вреќи со најразличен отпад се собраа од патеката која води до плажите Горица 3 и Славија.
Некои граѓани се подготвени да го однесат отпадот од својот дом до локација како што е Горица Трета и Славија и таму да се ослободат од него. Неразлични предмети од домакинствата, покрај редовниот пластичен отпад, амбалажи од храна и стакло, собраа активистите на Чист Охрид на патеката која води кон плажите. Од иницијативата посочуваат дека треба да се зголеми бројот на локациите или пунктовите на кои граѓаните ќе можат да го селектираат отпадот кој го одлагаат. Без претходна најава, поради она што го затекнавме деновиве во околината на плажата, одлучивме да одвоиме од слободното време и да го вложиме во општествената акција. Селектиравме и стакло и пластика, но во недостиг на садови за селектирање, бевме приморани да го отстраниме отпадот во контейнерите во близина на паркингот кај плажата, велат од Чист Охрид. Од иницијативата апелираат за заштита на животната средина и грижливо однесување кон околината. Исто така, да ги следат на социјалните мрежи, а да не ги испуштите следните најави за екоакции на Чист Охрид и можат и да даваат предлог иницијативи со цел заедно за чист град. Министерството за внатрешни и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот со превентивна акција за зголемување на безбедноста во сообраќајот во Охрид. На охриѓани и туристите, денес тие им поделија едукативно-превентивен материјал и низ разговор им даваа препораки за намалување на ризиците во сообраќајот и зголемување на безбедноста. Превентивна акција на Министерството за внатрешни работи и на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата за зголемување на безбедноста во сообраќајот реализирана денеска во Охрид. Организаторите го искористија зголемениот број на туристи, а со тоа и зголеме број пешаци и возачи на моторни возила присутни во Охрид во празничниот продолжен викенд, за да низ разговори им дадат препораки за намалување на ризиците во сообраќајот и зголемување на безбедност. Председателката на Републичкиот совет, Гордана Кожуваровска, рече дека пешачењето е суштински дел од одржливата мобилност, го подобрува здравјето на луѓето и влијае на унапредување на животната средина, но истакна дека бројот на пешаци кои страдаат во сообраќајни незгоди секаде во светот е значително висок. Посебен акцент е поставен на пешаците. Пешаците треба да ги почитуваат правилата и прописите. Пешаците се равноправни учесници во сообраќајот. На пешаците им делиме едукативно-превентивен материјал и разговараме за намалување на незгодите и причините што може да се случат во незгодата. Ваквите превентивни акции директно влијаат на подигање на нивото на сообраќајна култура, а на тој начин се намалува бројот на жртви во сообраќај. Помошникот министер за односи со јавност во Министерството за внатрешни работи, Тони Ангеловски, со апел до пешаците, но и до возачите. Улицата да ја преминуваат на пешачки премен и на зелено светло, затоа што непочитувањето на овие правила може да донесе до сообраќајна несреќа. Исто така апелираме до возачите. Секогаш кога ќе се приближат до пешачки премин, да ја зголемат внимателноста, да намалат брзината, затоа што секогаш пешаците имаат предност и тие мора да бидат пропуштени. Апелирам уште еднаш да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да ја зголемиме безбедност. Токму како резултат на активностите што ги спроведуваме изминатите години, евидентен е трендот на опаѓање на бројот на жртви во сообраќајот, кој секоја година се намалува. Но се разбира, и една жртва за нас е многу, па затоа продолжуваме интензивно да работиме за уште повеќе да ја намалиме оваа бројка, посочи Ангеловски. Минатата 2021 година имало 116 жртви, а тоа е годината со најмал број на жртви во сообраќајот во последните 15. Во продолжение вестите од светот. Председателот на Србија Александар Вучич и лидер на Српската напредна странка на денешната седница на главниот одбор ги соопшти министрите во новата влада од оваа партија, меѓу кои не се досегашните министри Александар Вулин, Златибор Лончар, Небојша Стефановиќ, Јадранка Јоксимовиќ, Бранислав Недимовиќ и Зорана Михајловиќ. На чело на новата влада на Србија ќе биде досегашната премиерка Ана Брнабиќ. Лидерот на социјалистите Ивица Дачиќ ќе биде министер за надворешни работи и шеф на Бирото за координација на безбедносните служби, како и прв вице-премиер. Министер за внатрешни работи ќе биде прогресивецот Братислав Гашич, кој беше поранешен шеф на Безбедносно-информативната агенција. Поранешниот градоначалник на Нови Сад и функционер на Српската напредна странка Милош Вучевиќ ќе го преземе секторот за одбрана и ќе биде вице-премиер. Синиша Мали останува на чело на Министерството за финансии, а ќе биде и вице-премиер.
Тања Мишчевиќ ќе раководи со Министерството за евроинтеграција, Горан Весиќ до неодамна заменик градоначалник на Белград ќе биде министер за градежништво, транспорт и инфраструктура. Остануваат непополнети Министерството за телекомуникации и информации и Министерството за јавни инвестиции. Лидерот на прогресивците Александар Вучиќ изјави дека дел од досегашните министри нема да бидат во новата влада, но дека ќе продолжат да извршуваат важни функции. Поранешниот британски премиер Борис Џонсон се откажува од намерата повторно да се кандидира за лидер на конзервативната партија и премиер по сомневањата дека меѓу конзервативните пратеници има доволно поддршка за политичко враќање, јавуваат светските медиуми. Додека дел од конзервативците сметаат дека Џонсон повторно би можел да ја донесе победа на партијата на изборите, многумина предупредија дека неговото враќање би било катастрофа по серијата скандали за време на неговиот мандат, пишуваат медиумите. Џонсон се повлече од трката за следен британски премиер вчера, откако неговата кампања пропадна, при што ривалите тврдат дека нема да ја добие поддршката од 100 конзервативни пратеници, што е неопходно за формална кандидатура, пишува Financial Times. Со неговото пензионирање, поранешниот министер за финансии Риши Сунак е фаворит за наследник на Лиз Трас како лидер на конзервативците и како премиер. Кореански авион ја промаши пистата при слетување на лоши временски услови во централниот дел на Филипините, но меѓу 173 патници никој не е повреден. Инцидентот се случил на островот Мактан во централната провинција Себу доцна синоќа. 11 членови на екипажот и 162 патници на летот на Korean Air користеле лизгалки за итна помош за да избегаат од оштетениот авион, соопштија официјални лица на авиокомпанијата. Авионот се заглавил во тревата на крајот од пистата на меѓународниот аеродром Мактан Себу, поради што аеродромот морал да се затвори. Ербасот А330 од Инчеон, Јужна Кореја, се обидел да слета два пати пред да промаши пистата при третиот обид, се вели во соопштението на Korean Airlines Company. Претседателот на кореанската компанија објави писмо со извинување во врска со летот на веб страната на авиокомпанијата, истакнувајќи дека ќе се спроведе темелна истрага со локалните воздухопловни власти и кореански власти за да се утврди причината. Помало торнадо вчера погоди дел од северна Франција, при што беа оштетени десетици куќи. Едно лице се здобило со полесни повреди од торнадото, соопштија локалните власти во Паде-Кале. Снимката од помалото торнадо објавено на социјалните мрежи покажува огромен црн облак кој се врти во форма на торнадо. Оштетени се околу 50 куќи во Ендекур-ле-Канјикур, а 2 семејства морале да се преселат. Како последица на торнадото се урнал и земјоделски објект во општината Мори. Торнадото фрли покриви и црква и уништи куќи, јавувал францускиот информативен сервис. Локалните власти во Паде-Кале ги советуваа луѓето да останат дома, да не вршат работи и поправки на покривите, а луѓето се предупредуваат и да не ги допираат паднатите делноводи. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието, пријатно.